Како се наближуваат локалните избори, така се заострува реториката на меѓусебни обвинувања меѓу власта и опозицијата. Обиди за политичка елиминација со меѓусебни обвинувања преовладуваат во овој изминат период. Во меѓувреме, Брисел очекува да се македонската страна да изнеде чекор и да направи исчекор во делот на конечно надминување на проблемот со Бугарија. Всушност, да се внесат бугарите во македонскиот устав. Во пресред на престојните локални избори, политичката сцена дома, гостин во ово издание на Тренинг Башким Бакију од Алијансата на албанците, поточно од крилото кое преостана или остана како дел од владината коалиција. Добре дојдовте во емисијата. Добро, најдов. Благодарам на поканата. Господин Бакију, останавте со вице-премиерот за добро владење во владата на Христијан Мицковски. Каде се скрши костенот помеѓу Алијанса на албанците, кое остана во Нелинденска број 2 и крилото кое се замина со Арбен Таравари? За жал, функционирањето на Влен од претходно од Таравари се закочуваше. Навистина не сум бил уште од почетокот во тие договори и разговори кои што лидерите на Влен ги испроведувале, но сега бев запознаен и сега сум запознаен со информации дека и покрај тоа што функционирањето начелно како коалиција, односно како тело Влен, било договорено да продолжи со цел да се функционира како едно тело, барањата биле нелогични од страна на претходниот председател господинот Таравари и така почнало препукувањето во смисла на конфронтација, која што за жал на крајот се донесе со некоја одлука на еден дел од владата да замине во опозиција, која што нашите прогнози се дека ќе се префрли во едно приближување со ДУИ, кое што не кореспондира со идејата на најголем дел од, да речем конкретно и поддржувачите на Алијанса за албанците, кои што реално тие се најцврстото тело дури во рамките на Влен, кои што постојано во последните 20 години се против ДУИ, против власта со цел да се доведе до една промена, која што сега реално таа промена, односно ДУИ да премине во опозиција. Нормално, никој не може да каже дека сме најдобри, дека сме многу добри, меѓутоа ситуацијата која што е затекната бара голем напор, големо вложување, големи капацитети со цел нешто да се промени и тоа да се осеќа кај граѓаните без разлика на етничката заедница, но конкретно и кај граѓаните албанци, односно поддржувачите на Влен. Господин Бакију, изминуваат речиси една година од практицирање на власта предводена од ВМРО ДПМН. Со кои успеси може да се пофалите како владина коалиција во изминативе 12 речиси месеци? Јас ќе ве навратам како коалиција, говорам вреди, блок. Ветувавте дека во првите 6 месеци ќе барате изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во уставот. Битка против корупцијата и расчистување со дуизацијата на институциите. Што од ова во изминатиот период се спроведе? Со многу се работите за кои што ние може да се гордееме како дел од владината коалиција. Пред се прв пат, иако сега препукувањето кои што се случија во последните 3 месеци, веројатно базата не ја имат уште од сега. Значи, уште можам слободно да кажам дека уште пред 6 месеци. За жал, во јавноста поише се прелеваше информација, препукување помеѓу крилото на Таравари, во Влен, нефункционирањето, па до доследно време и самиот Таравари рече дека премиерот Христијан Мицковски е еден од најдобрите премиери за албанците, па за да се промени за многу кратко време. Ете една од работите кои што за жал токму
Овие проблематики ги зафатија просторот на медиумите и јавност, а не, да речеме, поддршката што се даде кон општините во целост, а тука може да се бројат и општините со доминантно албанско население, каде што дури одредени општини се раководат од градоначалници на ДУИ. Мислам дека рекордна е поддршката што се распределило во овие општини визави било која анализа во изминатите две декади. Понатаму поддршката што им се дава на различни таргет групи. Пред да влезете во владата, велевте дека во првите 6 месеци очекувате изгласување на уставните промени, во спротивно ќе напуштите владата. Не, значи во овие барањата, односно како да се интерпретира процесот на внесување на конкретно бугарите во уставот, не е процес кој што сега веднаш и треба да се направи. Во овој период, во последните 2 години се случија или пак се случуваат промени во рамките на државите има избори, се случува процес на избори во рамките на државите во процесот на Европската унија. Напорот се прави. Ако го анализирате целокупниот процес, нивниот фокус повеќе воспоставување на функционална држава отколку овие технички проблеми. Ова секако дека трае како процес и Алијанса, ВЛЕМ како дел од Алијанса прави своји напори, прави своји анализи, дава препораки со цел да се работи кон ова проблематика, но тоа не значи дека ние треба да запоставиме функционирањето на државата, односно исполнување на целокупните критериуми односно копенхашките критериуми. Господин Бакинов, меѓутоа како вие како дел од владината коалиција ги доживувате, ги толкувате пораките од меѓународните партнери кои што велат сега е вистинскиот момент, зграбчете го и решете го проблемот со Бугарија? Апсолутно, тоа не значи дека ние не воспоставуваме некоја комуникација внатре и во вреди и внатре во владината коалиција. Тоа е процес во кој што треба да се почитуваат сите страни, вклучувајќи тука и сите партнери во рамките на коалиција. Се прават анализи, се прават напори, се анализираат документи, се воспоставува комуникација со цел да се најде некое решение во кое што компромисот во практика и во дефиниција значи сите страни да бидат задоволни. И верувам дека владата во целина и вреди прави максимални напори со цел истото да се достигне. За само неколку месеци вработени се 2500 албанци, а околу 800 се унапредени е изјава на вашиот вице-премиер за добро владење Арбен Фетај. И сега се поставува прашањето каква е разликата меѓу вас и ДУИ во делот за кој до вчера велевте Али Ахмети и неговите соработници ја дуизираат државата, институциите, вработуваат. Тоа е разликата. Значи, да дуизираш и да оставаш простор на како да речам, на слободно конкурирање на сите граѓани и почитување на законите со цел да се постигне рамноправната застапеност е голема. Каде се вработени овие 2500 луѓе во изминативе неколку месеци? Не се вработени, тоа е као план. Предпоставам погрешно сте ја разбрали и информацијата на самиот вице-премиер Арбен Фетај. Значи се прави план, бидејќи вака функционираат институциите во периодот кога во одредена институција, без разлика колкав број на вработени има, во период на една година одредена категорија на вработени излегуваат во пензија и така се отвора простор за аплицирање до Министерството за финансии, одобрување со цел да се надокнати бројот визави без разлика во која институција или пак јавно претпријатие има потреба со цел да функционира. Тоа е процес, тоа не е дека ги земаме 2500 и дека ги ставаме. Како го објаснувате фактор што Али Ахмети и Изет Меджити од најблиски соработници стана главни политички ривали и дали
Арбен Таравари може да биде новиот лидер меѓу ова албанска опозиција, ако му е албански блок. Аргументите и постапките кои што ги гледам на самиот Меджити, за мене во моментов се многу рационални. Другото, веројатно треба да ги прашате или едните или другите. Во однос на враќањето на Дуи преку Арбен Таравари, мислам дека тоа е како да речем интерпретација која што ја прават тие кои што не се во власта, меѓутоа во иднина сакат да се вратат. Мислам дека во процесот, потекот кој што го направи Таравари, му оневозможува во иднина да биде дел од, како се вика, од владината коалиција. Секоја прогноза денеска е дека нема да се има промени во рамките на македонскиот, условно кажано, блок. Одлуката да замине од владата и во еден момент кога најверојатно треба поголем напор, вложување, ангажман, енергија, мислам дека не му остава простор во иднина он да се врати. Од друга страна, ако сакате да кажете дека он би бил во некој раководство или пак менаџирање на Дуи, тоа од друга страна пак е уште поеќе невозможна мисија. Сад зборам од искуството што го имам и од истражување и од знаење на менталитетот на гласачкото тело кај албанците, структурирањето на Дуи во минатото и оставање простор самиот Таравари да влезе таму, мислам дека е премногу невозможна мисија. Секогаш во секоја партија се има борба за надмоćност во рамките на партијата и лицата кои што се создадени во Дуи не верувам дека ќе остават простор во Таравари да се приближи, а тоа ќе се докаже, бидејќи неговиот аргумент беше дека Дуи ќе го награди со голем број на општини, дури не се шпекулираше докато се наметнуваше една бројка од 6 општини, што мислам дека воопшто не е возможно. Може би е трик на Дуи и на Али Ахмети, но таа во ниту еден случај не верувам дека можно е да се случи. Господин Бакију, зареме не е поразително по речиси една година практицирање на власта да ги обвинувате вашите претходници, односно СДСМ и Дуи? Не, видете, во било која институција да менаџирате има процеси. Политики кои што не можат веднаш да се променат и да се случат. За жал, ние сме стекнале такви институции во кои што не една година. Лично, доколку и јас останувам во оваа институција, мене ќе ми треба 3 години за да ја се порамнувам и да се доведам во ситуација каде што би се променило нешто. Јас сум затекнал институција која што има околу 28 милиони евра долг. Дали меѓу ВМРО ДПМН и Вреди има договор за престојните локални избори околу меѓусебната поддршка околу општините? Ама логично е тоа, бидејќи ние тераме една програма која што е на владата. Вленси има своја програма, односно ќе планира своја програма за локалните избори. Јас спомнав поддршката која што владата во целина ја дава генерално за општините, меѓутоа тука се опфатени општините кои што се со мнозинско албанско население. Се разликуваат локалните избори од парламентарните избори. Рационално, логично е да има взаемна поддршка во општините во кое што влијае гласачкото тело на едната или на другата етничка заедница. Меѓутоа, фокусот, односно разликата на локалните и парламентарните избори, што фокусот е кај градоначалникот. И доколку тоа не прави малце повнимателни и на нас во смисла да бидат стручни пред се, бидејќи колку и да влијае партијата, пошто не можеме ние да интерпретираме дека било која политичка партија
ги има во джеп гласачите, па ќе рече дај поддржате го него или поддржате ја таа политичка партија. Мора тоа да биде покрепено со некој аргумент на добар кандидат, докажен кандидат, стручен, посветен претходно во работата кај што работел со цел да се остава некоја атрактивност или пак верување кај гласачите со цел да го поддржат. Постои ли реална шанса по локалните избори да се изгласат уставните промени? Не, секогаш постои. Ви реков, пак ќе се вратам дека за компромис нормално повеќе требат минимум две страни. Во оваа насока ја мислам дека треба посредништво и некаква гаранција од страна на Европската унија. Затоа пак ќе повторам дека кога збориме за компромис, поентата, дефиницијата или пак епилогот мора двете страни да бидат задоволни. И тука не треба да се отстрани ниту една страна, вклучувајќи ја и нашата страна. Тука во рамките на владината коалиција нормално дека се дискутира и ова прашање со цел да се види кои се опциите, кои се можностите на компромис и како ниту едната страна да не биде оштетена. Може ли да се случи по локалните да следуваат и предвремени парламентарни избори? Не верувам. Видете, спекулациите секогаш постоеле. Дури до пред некое време се шпекулираше дека сигурно заедно со локалните избори ќе има и предвремени парламентарни избори. Јас ја разбирам критиката која што и треба да биде од страна на опозицијата. Ние живееме сега во ниво во кое што свесноста на граѓаните е многу на повисоко ниво споредено со пред 10 години или пред 5 години. Тоа во практика значи поголема одговорност за било кој функционер, од премиер, министри, директори и останати кои што раководат со институциите. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг со Снежана Коневска, Руси, Башкин Бакију и Јордан Ставров. Довидување до идниот петок, кога ќе имате можност да гледате ново издание на ТВ магазинот Трилинг, а во кое ќе се осврнеме на заклучоците од НАТО самитот, а и ќе имате можност да добиете информации дали Македонија лежи на злато, колку земјата има рудни богатства. Довидување до идниот петок.